Очи широко отворени побара будење за Штип од граѓаните. По 4 дена од стартот на кампањата за собирање на потписи против изградба на станови за мигрантите, организаторите денес најавија дека во периодот што следи ќе ги објаснат своите аргументи со кои ќе докажат дека, како што ја нарекоа, опасноста од населување на мигранти овде е реална. Граѓаните будно и следат активностите на граѓанската иницијатива од повеќе причини. Еден, оваа тема, без разлика на тоа што ќе се случува во иднина, е заслужна за внимание, бидејќи е од суштинско значење за граѓаните на град Штип. И второ, она што сакам да го потенцирам, е дека станува збор за исклучително аргументирана иницијатива. Во периодот што следува, граѓаните ќе бидат сведоци на изнесување на аргументи кои одат во прилог на нашата иницијатива и нивно елаборирање. Лазаревски потенцира дека акцијата не е насочена против никој, туку има за цел зачувување на своето. Ние како граѓанска иницијатива сочувствуваме со проблемите со кои се сочуваат илјадниците луѓе кои се приморани да ги напуштат своите домови, но наша цел е да ги спречиме последиците кои би можело да настанат со промена на демографската карта. Граѓани кои се потпишаа на иницијативата со која ќе се бара референдумско изјаснување за изградба на станови за мигрантите имаше и денес. Ако е тачна приказната, како што се збори дека треба да живеат тука и што ја знам и да и се обезбеди и смешта и финансиски и други работи, медицина, ја не мислам дека тоа јајце нашата држава може да го поднесе. Ние сме, да не речам да гава, најсиромашката држава во Европа. Сега нашите луѓе бегат, млади деца горе одат за Европа, оти нема тука, а сега ние треба на други да плаќаме. Од денес, освен на едно место како досега, пунктови за собирање на потписи ќе се постават на повеќе локации во Штип.